Благодарам, господине Минчев. Аминов, извинете. Да. Извинете. Така се случи. Добро. Значи, јас кратко ќе реплицирам. Убаво е се това образложение кое што го даде господинот Јован Митревски како координатор на Социјалдемократскиот сојуз, да го дадеше и во ситуација кога на тема во јавноста беше пицеријата на господинот советник од ДУИ во Охрид Нефи Усеини. По истите причини и по истите правила доколку постапуваше државата, какви што аргументи... Предметноста на репликата. Да, молам? Да се задржиме на предметноста на репликата. Апсолутно, за УНЕСКО зборувам. За УНЕСКО зборувам, господине Минов. За УНЕСКО, да. За Чафаса не е. Не, за УНЕСКО. Не знам, не слушате, изгледа што збореше господинот Митревски. Он збореше за УНЕСКО. За причините зошто овој амандман не може и он се повика на УНЕСКО. Да. Значи јас толку сакав и да завршам тука, да не ме прекиневте и ќе завршев, ама сега некако како да сакате вие да одолговлекувате. Значи прашањето е во ред, аргументот е солиден, сериозен и треба да се разгледа. Ако навистина има укажување од УНЕСКО околу Ако сериозно има укажување од УНЕСКО, тоа треба да се стави на маса, да се разгледа, ама во исто време во репликата, во пола реплика велите УНЕСКО, а во следната половина велите сепак ќе се тендерира. Се не знам на што да верувам. Дали на првиот дел од репликата или на вториот дел од репликата. И да повторам она што го реков, многу ќе беше добро ако СДСМ како партија на власт по истите принципи по кои што го одложува градењето на автопатот до Ќафасан, постапуваше и во врска со случајот на дивоградбата на господинот Нефи Усеини. Толку, сосема накратко. Благодарам.